Најдоцна до 31 јануари даночните обврзници треба да поднесат даночна пријава за утврдување на данок на имот за 2026 година и пријава за утврдување на комунална такса за фирма, односно назив на деловна просторија, односно фирмарина, соопштија денеска надлежните од секторот за даноци и такси. Даночните обврзници кои нема да поднесат даночна пријава во определените рокови ќе се казнат со парична казна за сторените прекршоци согласно Законот за даноците на имот. Секторот за даноци и такси при општина Куманова редовно секоја година во период на месец јануари доставува една јавна покана до сите даночни обврзници кои што претходната година, односно во овој конкретен случај во 2025 година имаат стекнато недвижен имот во своја сопственост, односно отпочнале со користење на недвижен имот, а за кој истиот немаат поднесено даночна пријава за утврдување на данок на имот, се должни истото да го сторат во период до 31 јануари, и тоа представува еден вид на една последна подготовка пред генерирање на решенијата за данок на имот, што во конкретниот случај ќе бидат генерирани во почетокот, односно средината на месец март 2026 година, за да почне дистрибуција на истите до граѓаните. Ние редовно по службена должност ги правиме тие промени на пријави и одјави на даночни обврзници во случај кога имаме информации за истите промени, меѓутоа доколку постојат случаи во кои што граѓаните нема доставена даночна пријава, а имаат стекнато, односно имаат почнато со користење на недвижен имот, на овој начин ги потсетуваме дека нивна граѓанска должност и обврска по стекнување на недвижен имот во своја сопственост, односно користење на истиот во рок од 15 дена треба да достават даночна пријава. Поднос на утврдување на комунална такса за фирма, односно назив на деловна просторија или познато како фирмарина, ние информираме граѓаните дека ние веќе располагаме со податоци од централен регистар, решенијата се во крајна фаза на подготовка и истите ќе бидат генерирани до крајот на месец јануари. Па еве ги покануваме граѓаните, односно собствениците на правни субјекти кои што се во процес на ликвидација или имаат отпочнато процес на ликвидација, за да не генерираме решенија за истите до крајот на месецот, да се обратат до нашиот сектор да не информираат за истото, со што би се спречило генерирање на решенијата, а доколку истата фирма веќе е во процес на ликвидација. Печалбарите од Ирак и Авганистан денеска по четврти пат излегоа на протест пред зградата на Управата за јавни приходи во Куманово. Велат остануваат на своите барања, кои беа претходно објавени, да бидат ослободени од плаќање данок, бидејќи 183 дена биле надвор од државата, а воедно компаниите за кои работеле веќе платиле данок во матичните држави. Управата за јавни приходи по службена должност да обезбеди потврди од даночните служби на Ирак и Авганистан, а во меѓувреме донесените решенија да бидат запрени за да не се соочат со присилна наплата. Засегнатите кумановци на вчерашниот протест јавно побараа средба со премиерот Мицкоски, со директорката на УЈП Петрова и со градоначалникот Димитриевски, но се уште немаат одговор од надлежните. Како што е најавено, протестот со блокирање на крстосницата пред зградата на Управата за јавни приходи во Куманово продолжува до петок неделава. Секторот за внатрешни работи Куманово поднесе кривична пријава против 55 годишен жител на Старо Нагоричане, поранешен заменик градоначалник на општина Старо Нагоричане и 38 годишен жител на Старо Нагоричане, вработен како соработник за промена на прописи, постапки и обука за човечки ресурси во општина Старо Нагоричане, поради постоење основи на сомненија за сторени кривични дела против законско располагање со буџетски средства за време на избори и злоупотреба на службена положба и овластување. Министерството за внатрешни работи информира дека прво пријавениот, извршувајќи работни задачи како заменик градоначалник на општина Старо Нагоричане, во текот на 2023 година му наредил на второ пријавениот да изготви решенија за исплата на јубилејна награда за непрекината работа во општината, пошто тој изготвил решенија за 10 лица на кои средствата им биле исплатени во 2024 година и на тој начин го оштетиле буџетот на општината за сума од 204.283 денари.
По повод големиот верски празник, Богојавление водици по крстот да скокаат само оние кои што се здрави, кои немаат хронични болести, не примаат никакви лекови и терапии, апелираат лекарите. За повозрастните и хронично болните не се препорачува скокање по крст. Лекарите советуваат и како да се заштитиме од сезонскиот грип. Препорака е општо позната, значи секој млад здрав човек, па и они кои што сакаат да скокаат по крстот, кој што е традиционално на секоја година, подобро е да се направи еден здравствен преглед и кој се чувствува значи добро да скока по крстот, кој не, подобро е да остане дома, да си го зачува своето здравје. За да се одбраниме од сезонскиот грип, значи потребно да се работи на имунитетот додека е личноста во потполна значи здравствена состојба со здрава храна, добар сон, со редовна физичка активност. Денеска имаме голем број на лекови кои што се од типот на витамини, кои што многу придонесуваат за зголемување на имунитетот. Имаме општи здравствени препораки кои што исто така треба да се поштуваат. За жал денеска се повеќе во амбулантите се сретнуваме со популација кои што е многу рано доаѓаат или многу доцна доаѓаат. Самиот процес на сезонскиот грип си има свој тек кој што треба да се запази. Човек е најдобар лекар за своето здравје. Треба да си го слуша своето здравје како му налага. Здравјето потребно е да се, тоест заштитата треба да се опфати со сезонската вакцинација, која што е многу битна. Минатата година, значи октомври, ноември беше сезона за вакцинирање на сите лица, особено треба да се вакцинира значи бремените жени, старите лица кои што се над 65 години, лица кои што имаат коморбидитети од типот на дијабет, кардиоваскуларни заболувања, но треба да се нагласи луѓето кои што се со респираторни проблеми од типот на астма, на ХОП. Посебно тие треба да се зафата со вакцинација, поради тоа што самиот сезонски грип ги најчесто зафаќа тие пациенти. Управата за јавни приходи ги потсетува сите правни и физички лица кои заклучно со декември 2025 година оствариле вкупен промет повисок од 2 милиони денари од вршење на оданочив промет на добра и услуги, дека имаат обврска да поднесат пријава за регистрација за целите на данокот на додадена вредност. Доколку како физичко лице изнајмувате деловен простор во земјата, давате менаџерски, правни, економски, инженерски, занаетчиски услуги, давате приватни часови на ученици и студенти, остварувате приходи од продажба на земјоделски производи или вршите друг оданочив промет и во 2025 година сте оствариле промет над 2 милиони денари, треба да се регистрирате за целите на ДДВ. Вкупен промет за целите на ДДВ е прометот што го направил обврзникот во текот на годината по основ на продажба на добра и извршени услуги. Пријавите за регистрација на ДДВ се доставуваат најдоцна до 15 јануари годинава, електронски, лично во организацијска единица на УЈП или по пошта. Малопродажните цени на бензините Евросупер БС 95 и Евросупер БС 98 и на екстра лесното масло за домакинство се зголемија за половина денар, додека цената на евродизелот остана иста, одлучи регулаторната комисија за енергетика. Цената на БС 95 изнесува 70,5 денари за литар, додека цената на Евросупер БС 98 изнесува 72,5 денари за литар. Малопродажната цена на екстра лесното масло за домакинство изнесува 64,5 денари за литар, дизелот продолжува да се продава за 64,5 денари за литар.